Кашлање, покачена температура, болка во мускулите, омалаксаност, гадење. Ова се најчистите симптоми на вирусите и респираторни и стомачни, кои периодов ги полнат матичните ординации, особено на педиатрите, каде што над 80% од пациентите или речиси сите дичиња се со некаков вирус, вели доктор Мира Атанасова. Освен ковид, има и ред други вируси, но не се тестира, па нема податок кој од нив сега е доминантен. Во овој период најчесто имаме вирусни инфекции, кои што се карактеризираат со симптоми слични на коронавирусна инфекција, меѓутоа овде може да ни се провлечат и риновируси, да ни се провлечат аденовируси. Кај малите дечиња ние несомнено имаме и респираторен синцитијален вирус, па кој што кај доенчењата прави тешка клиничка слика, особено до првата година од животот. На своја рака не треба да се земаат лекови, особено не антибиотици, советуваат лекарите. Антибиотик не го кутнува вирусот, а пристапот на лекување е симптоматски, за да му се помогне на организмот да се избори со него, вели доктор Атанасова. Да не се брза со терапија, сметам на антибиотици, да не се земати на своја рака. Ние си имаме протокол на лекување на вирусните инфекции и секогаш советуваме да се даде супорт, подкрепа на организмот, едно одмарање, едно мирување дома, да надокнадиме изгубени течности, значи со електролити. Цревната флора ќе решаваме со додаток на пробиотик и се трудиме да дадеме суплементи на витамини што им требаат на нашите пациенти. Грипот, кој знае да донесе сериозни компликации, се уште нема земено залет, бидејќи нема добри временски услови за него, вели доктор Атанасова, која смета дека клучно е граѓаните, особено децата, да се заштитат сега, пред неговата сезона, бидејќи има вакцини кои се достапни.